Салмонела е причината за масовното труење кај средношколците кои јаделе во сендвичарата во близина на училиштето во кое учат во Штип. По направените анализи, кај дел од регистрираните пациенти во изметот веќе е изолирана бактеријата, која се пренесува исклучиво преку храна која соодветно термички не е обработена. Резултати се чекаат и за останатите пациенти. Во меѓувреме во Штипскиот центар за јавно здравје регистрирани се уште 2 нови случаи, со што бројот на затруени се искачи на 17. Кај дел од регистрираните случаи од измета изолирана салмонела, земени се 35 примероци од храна, вработени и работни површини и се испратени во лабораторијата во Институтот за јавно здравје во Скопје. Резултатите од земаните примероци се уште се чекаат, наведуваат од Центарот за јавно здравје во Штип. Од заболените 5 се хоспитализирани на инфективно во Штипската клиничка болница, а останатите 12 пациенти се лекуваат во дневна болница. Состојбата на сите хоспитализирани е стабилна, информираат од инфективното оделение. Освен ученици, меѓу затруените има и вработени во училиштето. Првите случаи на затруени средношколци во Штип се регистрирани минатиот петок, откако ден претходно ученици и вработени во Средно Штипско училиште на големиот одмор јаделе сендвич со стек во блиската сендвичара. Штипските епидемиолози направија анкетирање на сите пријавени лица. Извршена е едукација на вработените во сендвичарата, а направен и вонреден и санитарен преглед на објектот. По наредба на инспекцијските служби на АХВ и Државниот здравствен инспекторат, сендвичарата времено ќе биде затворена, се до добивање на официјалните резултати.